По 10 месеци активност на пандемијата со COVID-19, премиерот Заев на денешната пресконференција истакна дека се влегува во активности за конечно запирање на ширење на коронавирусот и санирање на штетите од истиот. Се очекува идната година во Македонија да пристигне и вакцината против COVID-19 од механизмот COVAX, а за истата има уплата од 833.000 вакцини или за популација од околу 400.000 граѓани. Согласно планот за дистрибуција, вакцините се очекуваат во првите месеци од 2021 година. Покрај овој механизам, започнуваме преговори и за директна набавка од компаниите кои ги произведуваат вакцините. Предвиден и трет механизам преку Европската Унија, која е во постапка за набавка на 200 милиони вакцини за земјите членки и за уште дополнителни 100 милиони дози за земјите од Европа надвор од Унијата. Ние аплициравме за дополнителни 800.000 дози од овие 100 милиони. Се подготвуваме и набавуваме фрижидери за секој тип вакцини и за сите температури. Ова е така бидејќи ќе има повеќе достапни вакцини кои сигурно ќе ги користиме, а се складираат на различни температури. Исто така продолжува помошта од страна на државата со четвртиот пакет економски мерки за справување со последиците од ковид пандемијата. Државата е во добра финансиска кондиција, ќе биде тука за секого. Впрочем, така е развиен буџетот кој што синоќа македонскиот парламент го усвои. Ќе помогнеме да се исплаќаат плати, да се зачуваат и да се отвараат нови работни места, ќе ги поддржиме фирмите да ги трансформираат своите дејности, тоа е новата реалност, тоа е новата македонска економија. Заев со апел да останеме дисциплинирани, со почитување на мерките и протоколите за заштита од COVID-19, да ги дочекаме престојните новогодишни и божикни празници во кругот на најтесното семејство.